Во овој момент најсериозен пожар е пожарот зад нас, пожарот во реонот на Пехчево и Берово. Од утринава армиски хеликоптер действува врз него, но има и многу противпожарни сили кои што се навлезени околу пожарот и верувам дека во текот на денешниот ден ќе воспоставиме целосна контрола врз овој досега најсериозен пожар кој што предизвика најголема штета врз овие прекрасни беровски шуми. Нареден пожар е во Прилеп каде што гори кај село Дрен и село Смолане, но тој е ставен под контрола и се догасува. Друг пожар имаме во Велес кај село Джиджимирци и префрла кон Скопско. Исто така се појави пожари во Скопски Сарај, односно реактивиране пожарот кај село Раовик и село Буковик, но и овде имаме контрола. И повторно се појава пожар во Кумановско, односно Старо Нагоричане, но и таму имаме контрола. Овие пожари се контролирани и не представуваат закана за селата и за населението. Исто и овој пожар, овој најсериозен пожар во Беровско-Печерскиот регион, не представува повеќе закана за населението и за куќите. Во овој период даваме максимум што поуспешно да ги менаџираме нашите ресурси, освен хеликоптерите кои што се лимитирани, а каде што на помош ни дојдоа српски хеликоптери кои што денес заминаа и мислам дека заминуваат за Атина, каде што ситуацијата е ептен сериозна. Останатите ресурси се доволни, односно ние имаме доволно противпожарни единици на терен, особено ако иземе во предвид и единиците кои што дојдоа од страна. Овде имаме голем број на пожарникари од Австрија кои што се исклучително професионални, со исклучително добра опрема. Имаме пожарникари од Словенија со исто така одлична опрема и тренинг, и пожарникари од Бугарија. Воедно во текот на денешниот ден действува еден романски авион кој што во овој момент гасне во Скопскиот регион. А истиот по потреба може да биде упатен и на друго место, со тоа што нагласувам дека за употребата на овој авион треба да бидат исполнети одредени безбедносни мерки. Не смее да има луѓе на местото каде што тој го фрла неговиот товар. Координацијата помеѓу сите елементи на системот за управување со кризи е на највисоко ниво. Овие денови со нас на терен и премиерот, но и пред премиерот да биде овде, ние со него имавме постојана комуникација. Јас лично во повеќе наврати во текот на денот и секогаш кога ќе беше потребно, директно комуницирав со него и за мене не прави разлика дали премиерот е овде или премиерот е во Скопје или на било кое друго место, затоа што секое барање од главниот штаб кој што сум го упатил до премиерот е решено веднаш, односно најбрзо што може, по барање на главниот штаб кој што е сместен во Центарот за управување со кризи. Во текот на вчерашниот ден беа разгледани неколку барања на итна седница на влада и на сите беше одговорено позитивно. И би сакал да нагласам и дури и онаа застарена опрема или некои застарени цистерни навистина помогнаа во овој период, бидејќи можеби се стари, но носат голема количина на вода и помага да се изгаснат пожарите. Благодарам. Само ако, директоре, само да прашај ке мало, кога ќе се изолираат овие стихи, овие огнови кога ќе се изолираат, постои поставка за нивно санирање, зашто повторно можат да се расплантат. Как ќе користите луѓето против пожарникарите, помошта од Австрија или повторно ќе има потреба од циклонот? Исто како во војна, авиацијата може да действува колку сака, но додека не нагазне војничка чизма, односно во конкретниот случај пожарникарска чизма, пожарот не може да се смета за изгаснат, затоа што остануваат жарчиња кои што можат повторно да расплантат нов пожар, а ветрот истиот да го пренесе понатаму. Наш најголем непријател во моментов е ветерот, затоа што помага за брзо ширење на пожарот покрај сувата вегетација, исклучително сувата вегетација. Но ние имаме доволно наши сили кои што можат да ги контролират пожарите, повторно да не се расплантат, но има подготвеност од страна на, еве конкретно сега премиерот разговараше со командирот на австриската противпожарна единица, од нивна страна постои расположение да останат буквално до крај, додека целата ситуација нема потполно да се смири. Ние немаме причина да одбиеме таа великодушна понуда, бидејќи во меѓувреме може да се појави нов пожар на било кое друго место, тие се овде и можеме да сметаме на нив. Благодарам.